Студеното време и екстремно ниските температури во Битола го зголеми обемот на работа и на водоводжиите. Од јавното предпријатие Водовод вела дека покачувањето на температурите предизвика солидни последици и во индивидуалните, колективните и деловните објекти. Само деновиве имале 150 интервенции на замрзнати и пукнати водомери, како и 150 интервенции на мрежите кај индивидуални објекти и стамбени згради. Дефекти настануваат претежно таму каде што непрописно се изведила мрежата. Градувани се несоодветна хидравличка опрема, хидранти без затворачи се вградувани, пукат хидрантите бидејќи не може водата да се испушти во зимскиот период од нив. Доста објекти се поплавени во визбени простори, во простори на КАТ. Имаме 24 часа дежурна служба и саботи и недели, меѓутоа не можеме да одговориме на повиците на граѓаните бидејќи немаме толку луѓе заради големиот број на интервенции. За да не се соочат со вакви последици, првиот човек на јавното предпријатие Водовод од Битола апелира граѓаните да извршат проверка на инсталациите и да ги заштитат од мрзнење. Препорачувам уште еднаш луѓето да си ги проверат своите инсталации, да заштитат оно колку што се може. Во просторите каде што се водомерите да постават некои грејни тела, да е зголема температурата, бидејќи имаме најави дека пак ќе има ниски температури. И кажав неколку пати, не значи дека тоа што досега не замрзнало нема да замрзне, иако се нешто повисоки температурите. Мора да се води грижа за тие инсталации, бидејќи штетата што настанува после е многу голема. Од јавното предпријатие Водовод исто така информираа дека отворените вентили на чешмите зголемија потрошувачката на вода за околу 30%.